Околу 400.000 домаќинства ќе треба да почекаат за дневна ефтина тарифа. Универзалниот снабдувач треба да им ги промени струјомерите. До крајот на месецот сите броила ќе бидат сетирани на нова ефтина тарифа, освен тие кои се недостапни како броила во затворени објекти, викендички и слично. За да користите дневна ефтина тарифа, не треба само да имате ново дигитално броило, туку истото да се отчитува далечински, односно стрелката на струјомерот во периодот од 13 до 15 часот треба да е на ознаката Т2. Голем дел од граѓаните не провериле дали им се мерат киловати по ефтина или по скапа струја, а на добар дел од нив ништо и не им значи, отие во време кога се на работа. Па не знам колку би помогнало, сите сме на работа тој период. Мислите ли дека ќе биде од помош во новите сметки за струја дневната ефтина тарифа? Сумням да ви кажа право. Да ти кажам за пензионерите да, за вработените тие намерно е направија да биде од 1 до 3. Сите што работат не се дома. Мислам за тоа ништо и не добивате. Ти давам тони ефтина тарифа, меѓутоа таа ефтина тарифа на крај ти ја става дупло пати излага исто. Граѓани реагираат и на социјалните мрежи дека и после 13 часот на броилото, иако е од новите им се отчукуваат киловати по скапа тарифа. Од Евана за Алфа вела дека воведувањето на ефтината тарифа се прави по истиот редослед како укинувањето, односно корисниците на кои први им се укинала ефтината тарифа, сега пак први ќе добијат ефтина струја. Од 1 јануари нова цена на струјата со нова ставка пристап до мрежа покрај постојната за мрежарина. Ова се воведувало за да имало правична распределба на трошоци за оние кои редовно ја користат мрежата и тие кои се повремено корисници како во викендичките, појаснува првиот регулатор. Дополнително ЕСМ побара зголемување на цената за струјата која ќе ја продава на универзалниот снабдувач од 53 на 57 евра за домаќинства и мали потрошувачи. Вака поставената равенка носи резултат дека ќе има поскапување на струјата по нова година, ама ќе мора и да се почекаат финалните пресметки за тоа што ќе се прифати, а што не од пријавените трошоци од енергетските компании.